Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат, започнуваат вести. Денеска се очекува во Законодавниот дом на Македонија да се одржи седница на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните, свикана по представка на родителите на трагично загинатите деца во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Повикани се сите пратеници и представници на институциите да присуствуваат и да не бараат изговори за одложување, истакнувајќи дека ова е единствениот ден кога родителите можат да се обратат во собранието. Во писмото на Сдруженијето се посочува дека ова за нив не е политичка тема, туку борба за правда за нивните деца и спречување на идни вакви случаи. Во писмото се нагласува дека не сакаат ништо повеќе од она што уставот и законите треба да го гарантираат: одговорност и почитување на човековите права и човечкиот живот. А зашто сметаат дека постои јасна и неодложна обврска институциите да действуваат. На седницата нема да присуствува премиерот Христијан Мицкоски, ниту министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Председателката Гордана Силјановска-Давкова уште нема одговорено дали ќе присуствува. Со комисијата председава пратеникот Димитар Апасиев, кој пак апелира да не се повтори, како што вели, уште еден институционален срам. Два скандали, две објавени бомби од антикорупционерскиот тим на СДСМ чекаат соодветна институционална реакција од ДКСК и јавното обвинителство. Првата бомба, фирма со двајца вработени, основана минатата година, добива 9 милиони евра договори за тендери од владата на Мицкоски, објавена пред 10 дена, велат од СДСМ. Втората бомба, семејна фирма на Томовски, го чисти буџетот на граѓаните со 5,5 милиони евра. Бројот е негов, таткото е негов, зетот и внукот се негови. Се е негово. Класичен пример на судир на интереси. На крај, следејќи ја трагата на парите, се потврдува дека Томовски е донатор во ДПМН, тврдат од СДСМ. Антикорупционерскиот тим на СДСМ започна и нова фаза во борбата против корупцијата и криминалните шеми на власта на ДПМН. И ние продолжуваме, следуваат нови бомби, нови докази. Работата се уште не е завршена. Се наведува во соопштението на СДСМ. Предлог буџетот за 2026 година дополнет со усвоените амандмани. Денеска е на дневен ред на 73-та седница на Собранието. Во текот на амандманската расправа во матичната комисија за финансирање и буџет беа прифатени 20 амандмани од вкупно поднесените околу 200 амандмани. Овој буџет не е само документ со бројки и табели. Тоа е економска порака за раст, инвестиции и сигурност за граѓаните, компаниите и институциите, изјави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска на 14 ноември пред членовите на Собраниската комисија за финансирање и буџет. Советот на јавни обвинители денеска ќе одржи 32-та седница на која треба да биде донесена одлука за избор на нов председател на Советот. Советот на јавните обвинители на 28-та седница, одржана на 30 септември, донесе одлука за престанок на функцијата председател на Советот на Душица Димитриевска, поради истек на мандат на 1 октомври годинава, а изборот на нов председател го одложи поради локалните избори. Вице-премиерот и министер за европски прашања во најава Беким Сали е вршител на должност председател на Алтернатива, откако синоќа досегашниот лидер Зекирија Ибрахими поднесе неотповиклива оставка од функцијата на седницата на Централното собрание на партијата. Сали уште не е именуван на новата функција во владата на Христијан Мицкоски, ќе биде веде председател на Алтернатива до партискиот конгрес следната година. Скопјани во изминатите денови имаат среќа што временските услови спречуваат големо загадување на воздухот, што дождот и повремениот ветер не дозволуваат над градот да се спушти магла и нивото на PM частичките значително да го надминат дозволениот праг, кога директно се загрозува здравјето на жителите. Деновиве градскиот сектор за заштита на животната средина излезе со препораки до граѓаните што да преземат самите за да влијае врз намалување на загадувањето, нешто што досега не било
практика. Оттаму препорача редовно чистење на оџаците од домовите и одржување на грените тела. Потоа за затоплување на домовите да не се користат отпадни материјали, да се користи суво и чисто дрво за затоплување, без примеси од земја и отпадоци, а печките на дрва да се користат и одржуваат според упатствата на производителот. Исто така се препорачува и редовен сервис на котли, печки и клима уреди за ефикасно согорување и помалку емисии на штетни материи. Премиерот Христијан Мицкоски рано утринава се сретна со командантот на Националната гарда на Американската сојузна држава Вермонт, генерал мајор Георги Најт. Во разговорот, како што се вели, се осврнале на продлабочување на соработката меѓу нашите институции, особено во домените на обуката, размената на искуства и поддршката во изградбата на модерни и ефикасни одбранбени капацитети. Украинскиот претседател Володомир Зеленски потврди дека Киев не планира да отстапи ниту една педа земја во новиот мировен план, што треба да му биде представен на Вашингтон. Според извори на BBC, документот содржи целосно отфрлање на територијални компромиси и ќе биде испратен до Белата куќа во наредните денови. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Зеленски е главна пречка за мирот и дека Русија е задоволна со американскиот план. Белата куќа не потврди дали украинскиот лидер навистина го прочитал предложениот документ. Советот на Европската Унија официјално усвои нова регулатива што ги забрзува и поедноставува процедурите за враќање на луѓето што престојуваат нелегално во Европската Унија. Ова е прв пат на ниво на ЕУ да се воведе единствен сет правила со кои се дефинираат обврските на нерегулираните мигранти, како и механизми што им овозможуваат на земјите членки поефикасно да ги спроведуваат одлуките за депортација. Според објавата на официјалната веб страница на ЕУ, регулативата утврдува јасни процедури за враќање на државјани на трети земји од сите земји членки на Европската Унија, истовремено воспоставувајќи нови алатки за соработка меѓу државите. Исто така им овозможува на земјите членки за прв пат да отворат центри за враќање во трети земји, што представува голема промена во европската миграцијска политика. Најмалку 30 лица беа повредени откако земјотрес со јачина од 7,5 степени ја погоди североисточна Јапонија синоќа, принудувајќи илјадници луѓе да ги евакуираат своите домови. Некои железнички услуги се суспендирани и илјадници домови останаа без електрична енергија како резултат на тоа. Властите исто така предупредија дека во наредните денови може да се случи посилен потрес, повикувајќи ја јавноста да остане во состојба на висока готовност, најмалку една недела, според извештаите на локалните медиуми. Уште неколку вести од светот. Нови лудории на Трамп. Граѓаните на САД ќе можат бесплатно да ги посетуваат националните паркови на роденденот на претседателот Доналд Трамп, 14 јуни, но ќе мора да платат за својата рекреација на два други датуми. 2 годишнини посветени на борбата за граѓанските права на афроамериканците, на кои претходно не плаќале влезница, објави службата за национални паркови. Претходно, Трамп се закани дека ќе ги зголеми царинските давачки за мексиканските производи за 5%, ако Мексико не обезбеди веднаш повеќе вода да стигне до државата Тексас, според билатералниот договор од 1944 година за водените ресурси. Светските финансиски пазари се соочуваат со неизвестност, одбележана со пат на Wall Street и мешани движења во Европа, додека инвеститорите ја очекуваат клучната одлука на Федералните резерви на САД за каматните стапки на 10 декември 2025 година. Златото достигнува рекордни нивоа, а американскиот долар продолжува да слабее. Тоа беше се во вестите на Слободен печат. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт. Благодарам на довербата.